Добро вечер, добро дојдовте во најновото издание од играта на среќа Лото 7 на Државна лотарија. И вечерва се надеваме на вредни лото, но и џокер добивки. Знаете дека во овој период нашата лото премија изнесува 10 милиони денари, сума гарантирана од Државна лотарија, додека џокер премијата се зголемува од коло во коло. Но ајде да започнеме со ред, најпрво да ги извлечеме средните лото броеви, но пред тоа да ги поздравам и членовите на комисијата кои што ми прават друштво во нашето сретно студио во Канал 5 телевизија. Добро вечер за вас, добре дојдовте. Господја Билјана, вечерва, расположени како и секогаш. Еве во името на комисијата можете да се обратите до сите оние кои што не следат. Дали е се во најдобар ред? Благодарам, Маријана, се е во најдобар ред. Може да започнеме и оваа вечер и да посакаме многу среќа на сите играчи на лото и на џокер. Да се надеваме на вредни лото и џокер добивки. Подгответе се и вие каде да наследите во овој миг, земете ги своите среќни пенкала врак. Во продолжение дознаваме како играла Македонија. 24-тото коло ни носи вкупна уплата од 2.928.000 денари. Има одиграно 97.600 лото 7 комбинации. Фондот на добивки е 1.464.000 денари и фондот за седомка, како што кажав на самиот почеток, 10 милиони денари. Извлекувањето може да започне токму сега. Топчињата може да паднат. Лото пријатели, ви посакувам многу среќа. Вечерашното коло го започнуваме со бројот 12. Првиот лото број е бројот 12. Продолжуваме понатаму, на ред е следниот лото број. Топче. Двојна радост, дупли суми на добивки. Одлично. Одиме понатаму. Заокружете го бројот 13. Го извлековме бројот 13. 12, црвено топче и 13. Продолжуваме со извлекувањето на следниот лото број, а тоа е бројот 36. Заокружете го бројот 36. Во исчекување сме на следниот лото број. Да видиме како ќе продолжиме. 18. Го извлековме бројот 18. Овој број ни донесе добивки со 4 погодоци, 38 четворки сега за сега. Вечерва четворката изнесува 600 денари. Наред е следниот број, а тоа е бројот 27. Го извлековме бројот 27. Овој број направи промена во однос на добивките со 4 погодоци, како што можете да забележите, во овој момент 3 петки. Шестиот број е бројот 3. Заокружете го бројот 3. Овој број ни донесе многу добивки со 5 и 4 погодоци. Се уште немаме добивка со 6 погодоци, а ние извлекувањето го завршуваме со бројот 31. Заокружете го бројот 31. И овој број ни донесе една шеска, и тоа одлична шеска, вредна над 600.000 денари и многу добивки со 5 и со 4 погодоци. Ова се средните броеви. 12, црвено топче, 13, 36, 18, 27, 3 и бројот 31. Добитната комбинација гласи вака. За почеток црвено топче, па потоа 3, 12, 13, 18, 27, 31 и 36. И можеме веднаш да го проследиме и неофицијалниот извештај. Вечерва
Славиме за добивка со 6 погодоци, една шеска вредна 610.560 денари. Честитки до овој среќен добитник. Со 5 погодоци имаме 110 добивки со вредност од 3.700 денари и со 4 погодоци имаме 1.488 добивки со вредност од 600 денари. И во следното голо знаете дека играте за 10 милиони денари сума гарантирана од Државна лотарија. Честитки уште еднаш до сите оние кои што вечерва си освоија добивка. Една шеска, многу петки, многу четворки. Секако да не заборавиме дека вечерва не израдува црвеното топче што ни донесе дупли суми на добивки од категоријата со 4, 5 и 6 погодоци. Оние кои што нема многу среќа, ќе им посакам многу повеќе во некое наше следно лото извлекување. Затоа бидете постојано во игра, затоа што со среќата никогаш не се знае. Секако среќата можете да ја предизвикате со megawin.mk. Драги мои, имам одлични вести, токму од најсреќниот сајт на Државна лотарија. На Megawin започнува мега празник. Ве очекуваат многу изненадувања, разни бонуси и големи добивки, а една од добивките е токму оваа која што можете да ја забележите на вашиот екран во вредност од 500.000 денари. Влезете веднаш на megawin.mk, можеби среќата ќе ви се насмевне токму со оваа среќна онлайн платформа на Државна лотарија. А сега во продолжение да се потсетиме на прилогот кој што се однесува на едно од најсреќните продажни места на Државна лотарија, кога се во прашање игрите на среќа, станува збор за продажното место Димпо од Битола. Токму таму беше уплатено среќното лото ливче, кое што на среќниот добитник му донесе Джокер премија минатата година во 87-то коло на Лото 7. Ајде, да го проследиме прилогот, па потоа се враќаме во студиото и продолжуваме со нашата Джокер игра. Продажното место Димпо во Битола е познато по среќните добивки од игрите на среќа на Државна лотарија. Добро, дали е ова најсреќното место во градот? Па може да се речи, општо дека Димпо, па многу награди се паднале тука и на гребки во лотаријата. Во Димпо е уплатено лото ливчето на среќниот добитник кој неодамна ја освои Джокер премијата во вредност од 3.152.640 денари во 87-то коло од Лото 7. Вработените имаат пријатни сеќавања. Овде во продажно место падна 87 коло Джокерот од лотаријата, да. Значи, која е твојата импресија од тоа? Па кога разбрав, прво пошто јас имав пишано ливче, мислам, одма прво проверив да не случајно ми падна мене, али не. И сме срекни што баш во нашето продажно место падна голема сума сепак. Така. Се појави добитникот, се сретнавте, го запознавте? Лично јас не се сретнав, веројатно некој од колешките се сретна со добитникот. Па, сигурно било онака возбуден многу човекот. Така. Пошто сепак голема добивка е. Кои среќни добивки ти ги паметиш? На Мега Милионер во Димпо падна 10 милиони, што се најголемата добивка. Има паднато кола, неколку мотори на гребката Урбан имат паднато во Димпо. На овие другите на Диаманти, јас лично имам даено 2 добивка по 300.000. Во 2024 година е освоена премијата од инстант лозот Доме Сладок Доме стан во Скопје, а добитниот инстант лоз е купен токму од Димпо. Во 2023 во Димпо е изгребена и првата добивка од 10 милиони денари од инстант лозот Мега Милионер, најголемата парична добивка на инстант лоз од почетокот на прирадувањето на инстант лотаријата на Државна лотарија. Битолчани играат сите игри на лотарија. И едното и другото. Значи играат и лото и играат и гребките, сите гребки што се актуелни моментално ги играат. Како што е Мега Милионер, како што е Урбан, Хороскоп, Златна треска, Златна рибка. Така. И Што сакаат повеќе? Пари, коли или станови? често играат за коли и за станови, а мислам дека пари повеќе сакат. Така. Некако. Во 2018 година на ново лото 734 освоена е добивка од над 1 милион денари, а добитната комбинација е уплатена во Димпо. Во 2017 освоен е автомобил Kia Sportage од инстант лозот Авантура. Среќниот инстант лоз е купен токму од Димпо. Среќата треба да се побара.
Така е, верувајте во среќата, затоа што само на таков начин можете да си освоите некоја фантастична премија токму од игрите на среќа на Државна лотарија. И секако не заборавете да бидете во игра постојано. А сега, драги мои, стигнавме до нашата втора игра Джокер. Се е подготвено за Джокерот. Можеме да го проследиме оној краток джингл. Како играла Македонија, кога е во прашање Джокера, дознаваме токму во продолжение. Вкупната уплата е 478.710 денари, додека фондот на добивки е 239.355 денари, а вечерва премијата на Джокерот изнесува над 1.680.000 денари. Извлекувањето може да започне, топчињата нека паднат токму во овој момент. Джокер играчи, ви посакувам многу среќа. Да видиме кои ќе бидат вечерва среќните Джокер броеви. За почеток запишите го бројот 8. Следниот број е бројот 6. Бројот 2. Запишете 0. Запишете го бројот 3. И како за крај го имаме бројот 7. Ова е комбинацијата 862037. 862037. За кратко ќе го имаме и неофицијалниот извештај. Вечерва со 4 погодоци имаме 3 добивки со вредност од 10.415 денари. Со 3 погодоци имаме 24 добивки со вредност од 1.302 денари. Со 2 погодока имаме 289 добивки со вредност од 108 денари и со 1 погодок 2771 добивка со утешна вредност од 30 денари. А веќе во следното коло нашата Джокер премија ќе изнесува над 1.700.000 денари. Така Джокер премијата се зголемува од коло во коло. Честитки уште еднаш до сите оние кои што вечерва си освоија добивка, но останатите ќе им посакам повеќе среќа во некое наше следно лото издание. Вечерва го извлековме црвеното топче кое што ни донесе дупли суми на добивки од категоријата со 4, 5 и 6 погодоци. Верувајте во среќата и бидете со нас и идниот пат во 20 часот на Канал 5 телевизија. Довидување!